Оваа година општина Карпош по 6-ти пат го организира Карпошевото културно лето. И оваа година ќе има богати содржини со нашите граѓани од Карпош и од цело Скопје. Ќе се дружиме во наредниве скоро месец дена. Започнуваме на 14 август со Црвена јабука и популарниот Жера и завршуваме на 6 септември. Сметаме дека и овој пат ќе имаме богата културна понуда, каде што имаме и забавна, и народна музика, и рок, и стендап комедии, акварелни симпозиуми, класична музика, значи има прожектирање на филмови и документари и игрални филмови, што значи дека ќе има понуда за сечи и вкус, и затоа ги повикуваме граѓаните не само на општина Карпош, туку и на Скопје, од цела Македонија, доколку се пронедат себе си својот интерес во некој од овие наши понуди, ќе ни биде драго да присуствуваат на овие августовски и септемвриски вечери. Ќе има и ретро концерти со Костич и Вера Јанковиќ. Натаму, исто така, на 27-ми ќе ни биде гостин, како и минатата година, Културно-уметничко друштво Пролетари од Сараево. Тоа е културно-уметничко друштво со 109 годишна традиција, со кое што практично ќе не подсетат на босанските севдалинки. Исто така, тие денови ќе гостуваат и пановските морнари на Ѓорѓе Балашевиќ, значи градоначалникот на Сремски Карловци ни ги носи ова година на Карпошево културно лето како еден подарок. Исто така на 26-ти односно 29-ти Каролина Гочева ќе има свој концерт на игралиштето Сокол, што значи дека доста ќе биде богата ова наша културна програма. Исто така за 2 дена почнува четвртиот поред акварелен симпозиум, на кој што оваа година учествуваат повеќе од некаде околу 15 академски сликари надвор од Република Македонија. А да подсетам, минатите години имавме сликари дури од Виетнам, од Индија, од Франција, од Канада, од Шпанија и така натаму, што значи дека се на секи имаме една богата културно-забавна програма во наредниве 25-6 дена.